господине Становски. Еве уште еднаш да кажеме добре дојде овдека во студиото. Јас благодарам што бевте стрпливи до сега да не слушате нашето излагање. Пред да одиме понатаму, ако сакате уште еднаш барем малку да повторите на она што сте ви, на кратка една лична карта од Македонија, за да можеме понатаму да дискутираме наредниве 15 на минути. Повелете. Мир вам, христијански поздрав. Јас сум професор на Факултетот за драмски уметности, предавам сценски говор со техника на глас, го водам театарот Скрби и утеха, односно културниот центар Скрби и утеха, во кој работат театарот Скрби и утеха, филмската продукција Свети дух и издавачката куќа Крвта Исусова. Имам издадено преку 20 книги, снимено меѓу 200 и 300 документарни филмови, учесници на меѓународни фестивали. Со театарот често пати сме гости кај македонските заедници во соседните земји. Последниве години работиме текстови 3-4 години наназад од Светото писмо. Значи, иземавме изворни текстови од Библијата, Евангелија и ги игравме, односно ги озвучивме на театарските игри во Војдан Чернодрински во Прилеп, во црквата Свети Никола во Варош, во манастирот Свети Јоаким Осоговски. Ги озвучувавме како театарски представи, не знаејќи како ќе реагира публиката, и навистина бевме воодушевени, односно изненадени, која е силата на живото Божјо Слово, на Божјиот збор, на Словото, а Словото е самиот Исус Христос, бидејќи тоа е спомнато Тројца секој сведочат на небесата, Отецот, Словото и Светиот Дух. На неколку места во Светото писмо е спомнат Исус дека е Словото. Тоа е значи живо Слово. За да го примите Исус Христос, вие треба да живеете со Словото, да го читате Новиот Завет од Светото писмо. За Светиот Дух би сакал да кажам дека мојата докторска тема, мојата докторска дисертација е патеката од обред до театар, се вика. Процес на премин од религија преку народна култура до театар и современа уметност. Значи го обработував тој процес како е настана театарот и обредот. Слава му на Бога, значи Македонија на вистина значајна земја зашто Господ така сакал, тој ја дарувал. И беззначајно станува дали некој бил, Исус бил евреин или не, тоа веќе станува дел од минатото на идентитетот на еден народ, бидејќи е пишано во Библијата и секое колено и секој јазик да го слави Бога. И Исус им вели: појдете и ширете го светото Евангелие на секое создание. Значи, правите прачки отпадна и тој накалеми нови народи. Не случајно по сонот доаѓа апостолот Павле во Македонија. Македонија е интересна земја како една духовна кота каде што се случуваат проблеснувања. Не е случајно после апостолот Павле неколку стотици години понатаму се појавува богомилското движење како реакција кога црквата станува институција која собира материјални и световни работи, од кои денеска е расширена една цела протестантска заедница во европските земји. Значи, тие ги крштевале луѓето свртени на исток со Библијата на главата и го почитувале она што се работело на соборот во Никеја, дали треба да има иконоборство, дали треба да има икони или не, бидејќи е пишано во Библијата да не се поклонуваш на други богови освен мене. Потребата на човекот да се соедини со Бог, да биде крстен со Него, да биде блиску до Бога, е потребата Светиот Дух да престојува во нас. Така е настаната уметноста. Во античкиот македонски театар, само да го кажам, принципот на Еврипид денеска се учи по целиот свет, се вика Deus en machina. Значи, Еврипид, најзначајниот драмски автор во антиката, кој престојувал на дворот на македонскиот цар Архелај, каде што бил дворски хроничар. Вели вака: на крајот на представата го повикувал Господ да пресече. Повели Дедо Боже и ти кажи, значи не јас како што сакам, што вика Исус, Оче, нека биде волјата Твоја. Како го знаел Еврипид тој принцип, јас не знам. Но Светиот Дух е важен, како што рече Соломон, затоа што со него пишува во Библијата сме запечатени за денот на воскреснението. Значи со Светиот Дух сме запечатени. Има уште една интересно, кога Исус им вели: јас ќе заминам, но Отецот ќе ви го испрати Духот Утешител, Духот на вистината, без кого со кој ќе се облечете со сила од озгора за да сведочите. Значи крштевањето со Свети Дух, можеби на современиот човек му е нејасно, во некои христијански деноминации го прават тоа по видливо, значи вие да живеете во еден дух со Него, како што пише во Библијата, со Бог,
Односно, кога ќе одите по улица ќе сретнете некој пример, ќе ви излезе стих од Библијата, ако се караат двајца христијани, како што се случува со православните цркви на Балканскиот македонски полуостров. Не сакаме да се видиме православните меѓу себе. Кога бев на гости кај во Србија на еден фестивал, носев еден студент на поезија во Србија, ме прими еден српскиот владика, мислам дека се викаше, ќе го погрешам името, и кога зборувавме за христијаните, јас му реков, ама Исус вели, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Викам, ние не сакаме едните со другите да се видиме. Дали сме ние, викам, вистински христијани? И тој тогаш рече, во право сте, вика, грешка е у нама. Значи тој седна и вика, вие сте стара школа, сте ја читале Библијата. Добро, професоре, навистина многу теми отворивте и јас морам да признам, мене толку ми е пријатно да разговараме, меѓутоа толку ни е многу кратко времето, меѓутоа сепак ќе дадеме некој прилог. Спомнавте театар, скрб и утеха. Тоа е името на вашиот театар, колку што, односно театарот каде што вие сте. Тој е првиот театар на Војдан Подгорјев Чернодрински. Тоа сакав да ви кажам, значи вие го зедовте истото она име што беше во времето кога Подгорјев Чернодрински. Значи првиот основоположник на Тоа е феномен драма, цивилизацијски. Македонија немаше држава тогаш, 1895-та, 1901 кога се именува Скрб и утеха, имаше македонски театар. Значи Македонија немаше држава, Војдан Чернодрински почна да работи во Софија, гостуваше во Белград, се обидуваше да замине за Америка и играше на целата етничка територија на Македонија и никој не му пречеше. Добро, тоа беше прашањето, мислам една огромна тема каде што навистина можеме многу да зборуваме за делото на Војдан Чернодримски, односно и за вашиот театар и за тогашниот театар. Вие накратко еве објаснивте, значи она истото име што го имаше театарот на Војдан Чернодримски, го имате вие сега тоа име. Друго едно прашање. Јас морам да признам, малку сум збунет. Моето учење, моето познавање, моето животно искуство на некој начин се разликува, барем колку што можам да видам сега во овие моменти. Ме интересира едно прашање. Што се случува денеска со денешната наука? Со навистина голема восхит го слушав вашето презентирање, како треба да го следиме Светиот Дух, нашиот Господ и така натаму и така натаму. Дали денеска научната мисла, науката може еднаш да рече да повеќе ќе навлеземе во делото на Исус Христос? Дали може нешто овдека да ми кажете баш на оваа тема? Знаете што сакам да добро да кажам. Да, разбирам. Знаете, пред 20 години, може би 30, ако требаше да биде темата од добрет до театар, каде што јас сведочев дека Господ е жив, на почетокот на предавањето јас реков верувам во Господ Исус Христос и овој докторски труд ми помогна да го напишам Исус, бидејќи тој е жив Бог и јас верувам во промената. Јас верувам исто така дека театарот на почетокот, што во зборовите значи место за гледање, театар и обсерваторија, она што го има на Кокино, исто така место за гледање, односно место каде што Господ ве гледа, бидејќи во Библијата пишува дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден. Значи ние зборуваме дека денеска полека, но сигурно науката и религијата ќе мора да станат едно, односно самиот начин на живот не води и ние имаме две вистини. Во Библијата ги нарекуваме синови човечки и синови Божји. Синови Божји, секој што го призна Исус Христос за свој Господ и Спасител, станува син Божји, има вечен живот и може да вика Ава Оче, а синовите човечки на едно место во Библијата пишува, не знам дали ќе ме разберете или не. Од каде знаеш, сине човечки, дека твојата душа ќе оди на небесата, а душата на животното ќе оди во земјата? Го има тоа во Новиот Завет. Значи, вие правите една разлика. И кај професорите во науката полека ќе се отвори таа тема, бидејќи штом веќе на Факултетот за драмски уметности работам Евангелие, никому не му пречи, штом полека може да се зборува дека светот настанал, го создал Господ, како што пише во Битие, на почетокот Бог ги создаде земјата и небесата, а не теоријата дека некој имал прадедо мајмун. Оти како ќе можеме да објасниме каква цивилизација, да ја тргнеме другата, само македонската култура. Тоа е една енциклопедија на светот, кој ќе ги земете обредните чувствувања, потреба на соединување со Бог на разни религиски системи што поминаа низ Македонија, ќе видите која е таа жетта, значи најпримитивните народи, неписмените, било кои абориджините имаат потреба да се соединат со духот на Бог. Тоа е суштината што човекот сеќава внатре во себе си.
дека духот треба да оживее, да се подсети дека е создаден по образот на небесниот. Македонија е важна патека на таа тема. Зашто Господ ќе нека напишеше дека со мене беше Аристрах Македонецот, Солун, не знам колку места се спомнати. Не сме случајно спомнати. Ние имаме улога, но треба активно да се действува. Заповедта е да се шири светото Евангелие, а тоа се шири со озвучување и читање на Светото Писмо. Кога вие ќе го читате Светото Писмо, бидејќи е живо слово и Исус е жив, тој ќе ве промени однатре. Вие нема да крадете, нема да лажете, нема да мразите, нема да убивате и ќе знаете дека војната не е ваша, туку е Божја. Дека вие со молитва ќе ги добивате работите. Професоре, навистина, тема една прекрасна за разговор. Јас морам да признам, искрено да ви кажам, со едно неверојатно многу малку познавање во однос на вас, посебно на вас, професоре, затоа што јас слушнав да вие предавате Евангелие на драмскиот сценски говор со техника на глас предавам, но работам прв и втор семестар со студентите Евангелија. Значи, на сцената ги работат како сценски задачи. И кога гостуваме во средните училишта во Македонија, професорката ми вели помирни децата никогаш не биле. Бидејќи во средните школи се работи по едно Евангелие, значи ние имаме една интересна соработка. Полесен текст за учење од тоа нема и тие се каваат дека во него има некоја Божја благодат која навистина го прави тоа живо слово. Па добро, повелете. Да, повелете. Ова многу го рече господинот Тихомир. Јас би сакал, знам дека го знаете одговорот, еве кажете им додадете за нашите слушатели, зошто мислите дека дечињата биле толку мирни? Затоа што се покажува дека словото е живо. Зарем не знаете дека луѓе читајќи ја Библијата, Новиот Завет, се исцелуваат од тешки болести? Зарем ние нема да веруваме дека Исус рече ви давам власт да газите на змии на скорпии и ништо нема да ви напакости? Исус на крстот ги зеде сите болки, болести и страдања. Не мора ние да ги носиме. Самото озвучување на Светото Писмо вас ќе ве промени. Кога почнав да интензивно да ја читам Библијата, навистина се променив и станав друг човек. Тоа го кажував на одбраната на докторскиот труд. Исто така, само момент, сакам да дополнам за ова, исто така, јас мислам дека исто многу повеќе само од читање, слушање, се разбира дека вие за тоа зборите. Сакам да кажам дека каде и да настапувате со вакви читања, каде што го презентирате Словото Божјо, практично вие правите црква. Господ вели каде сме двајца, таму и Господ, да. И затоа се мирни дечињата, затоа што преку Божјото Слово Светиот Дух влегува во нив и ги тера да го слушаат. Има уште нешто, човек не се храни само од леб, Исус кога му одговори на сатаната, туку секој збор што излегува од устата на Бога. Значи, нашиот дух за да биде жив, ние треба да се храниме со живото Слово. Да го читаме Новиот Завет, посебно на Светото Писмо. И исто така Светото Слово всушност е она што, затоа што вие спомнавте убаво дека Логос, всушност нели кога пред да се очовечи Исус Христос беше Бог на небото, познат како Логос, и кога тој се очовечи, Логос значи јас исто мислам дека е македонски збор и се состои од слог и од глас, Логос. Значи тој е зборот и како што ги вршеше исцеленијата и чудата додека одеше по земјата Исус Христос, така кога го слушаме ние Словото Божје, тоа не спасува, тоа не исцелува, тоа не прави целосни, не лечи, не избавува и така натаму. Се што спаѓа во спасението, тоа е преку Словото Божје. Амин, се согласувам. Слава на Бога. Слава на Имаме многу прашања, времето некако изминува, 6:59 минути, знаеш, уште една минута. Професоре, јас и пред малку ви поставив прашање, ќе имаме ли можност да ни бидете гостини во наредната сабота и како е времето? Ако сте расположени, јас ќе дојдам наредната сабота. На радиото ви подарувам вокални снимки, аудио снимки од настапите што сме ги работеле последните години со театарот Скрби и утеха, значи Евангелие по Јован, два дела од Евангелието по Матеј, послание на Јаков, битие, создавање на светот и уште некој, не знам кој е. Значи ви го давам на стик, можете да го пуштате кога сакате.
ќе ми биде посебно задоволство. Тоа сме го играли во Пиринска Македонија и кај македонците во Албанија сум го озвучувал Светото писмо. Секаде каде што наоѓам можност, го озвучувам Светото писмо. Ќе кажам една анекдота, на Кокино го кажував оваа година, нели таму прават едно чествување од неолитот, нели Кокино е место каде што 1400 години пред метоно Тина е направен по прецизен календар за звездите во Македонија. И тие прават едно, тоа има символично крштевање, за ракот поминува низ 3 нишани, осветлува еден човек во челото. За мене тоа е метафорично, символично крштевање со Духот Свети, односно со светлината. Им го кажува в Светото писмо. И после мене има поети од Куманово, читаат поезија, ми викаат: прекрасна поезија вие ја напишавте. А јас го зборував она на почетокот: Бог ги создаде земјата и небесата. И рече Бог: нека биде светлина. Тој познат текст. Му викам: ма тоа е од Светото писмо. Стварно, вика? Јас мислам да вие сте го написале. Му викам: вие христијанин сте? Да. Православен сум? Викам: јас сум православен. Ама не сте го читале? Не. Викам: треба да го прочитате. Ете, тоа е. Па нека биде така. Јас уште една само да повториме. Значи, во наредната сабота, во 6:00, сметам дека овдека ќе ни дадат можност колегите од Црковниот радио час да отвориме една тема, токму да почнеме со Кокино, затоа што навистина ме зборуваме за Кокино, меѓутоа би сакал уште еднаш да го слушнам професорот, затоа што навистина многу детално и убаво го 5 години настапувам, да речам, настапувам на Кокино, кажувам молитви. Одлично. За мене се тоа молитви. Некој ми велат: ова не е театар, ова е молитва, вие не благословите. Викам: да, јас не мислам дека е театар, но театарот базично е место каде што човекот се соединувал со Бог. Од антиката, во 19 век, е познат литургиски театар со делови од Светото писмо, се играл на плоштадите во Европа и така многумина дознале за Исус Христос и за неговото евангелие на воскресението и вечниот живот. Па еве, одлични теме, нека биде така. Значи, почнуваме со Кокино, а и ќе продолжиме. Јас сметам дека ќе имаме навистина еден плоден разговор за апостолскиот период. Ќе го ставиме на после апостолскиот период, токму за апостолскиот период, и сметам дека нешто повеќе ќе ни кажете за доаѓањето на апостол Павле во Македонија. Јас ве поздравувам уште еднаш, од се срце ви благодарам на двајцата, посебно на вас, професоре, затоа што еве прв пат имав можност и искрено ви кажам, јас осеќам некоја пријатна возбуда затоа што слушам нешто, секогаш зборуваме со господинот Бинојски, нешто што се раѓа и во нашата денешна Македонија. Значи, култура која што оди длабински навлегува од постоењето на македонството, на македонецот. Тема која што навистина е со почит да се слуша, со гордост да се пренесува и така натаму и така натаму. Уште еднаш ви благодарам. До слушање до наредната сабота.